Почитувани, добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е Мила Жибак-Димковска, директор на Средното општинско училиште Перо Наков. Господја Димковска, добро вечер. Добро вечер. Пред се сакам да се заблагодарам на поканата и гостопримството во вашето студио. Течат конкурсните, уписните рокови. Заврши првото пријавување и запишување во првиот уписен рок. Што покажуваат резултатите? Колку полуматуранти сакаат да го продолжат своето средно образование во Средното училиште Перо Наков? Како што веќе на јавноста е познато, ние нудиме две струки за полуматурантите: економско-правна и трговска, текстилно-кожарска струка, како и дисперзирана паралелка на Спортска академија Скопје. Така да резултатите покажуваат еден напредок во однос на претходната и годините пред тоа. Значи, за разлика од првото па и второто пријавување од минатата година, овој рок за упишување е доста поинтересен за матурантите, попримамлив, така да имаме околу 111 пријавени ученици и тоа најголем интерес има за економски техничар, односно економско-правна и трговска струка. Колку ученици, според објавениот конкурс од Министерството за образование и наука, може да се запишат во училиштето Перо Наков и да го продолжат своето образование тука? Значи, по профили поделено, слободни места во училиштето за второ пријавување, во економски техничар има 232 слободни места, бизнис администратор 127, правен техничар за албански паралелки 32, техничар за изработка на облека 66, техничар за моделирање и дизајн на облека 57, техничар за обувки 68, техничар за моделирање на обувки 68 и оној најнов профил што ни е графичкиот дизајн 20 слободни места. Веќе ги спомнавме профилите, тука некаде може да се спомне и Спортската академија. Што се случува годинава, колкав беше интересот за Спортска академија? Значи, во мај месец имавме селективен тренинг. Пријавени беа 12 полуматуранти, од кои сите го поминаа селективниот тренинг. Со тоа што после селективниот тренинг имаше исто така интерес од полуматуранти, но сепак по самиот правилник на Спортска академија, ако се испушти тој рок за селективен тренинг, понатаму не може да се запишат заинтересираните ученици, така да се задржавме на таа бројка. Интересно што би сакала да потенцирам за овие ученици, дека тие при упис не се рангираат, туку само со потврда од селективен тренинг и лекарска потврда и останатите потребни документи за упис ги поднасаат во училиштето. И секако родителите подпишуваат изјава дека мора учениците по завршување на прва, втора, трета година да продолжат во следната година да имаат просек минимум 3,5 за да можат во Спортска академија да го продолжат нивното образование. И ова училиште, како и останатите стручни училишта, нуди профили согласно реформите кои што треба да се воведат во образованието за средните стручни училишта. Како се креирани профилите во училиштата? Вака цела година напорно се работеше на изработка на нови наставни планови и програми за реформирано средно стручно образование. Експерти од професорската фела, од бизнис секторот, факултетски професори, Стопанска комора, Народна банка на Република Северна Македонија, значи сите беа вклучени во изработка на самите планови и програми. И така да добивме едни целосно нови реформирани наставни планови и програми, кои што значи ќе има возможност на учениците стекнување на компетенции барани на пазарот на трудот, ќе не доближат до бизнис заедницата, бидејќи вклучуваат поголема практична работа и тоа еден ден од наставната недела учениците да изведуваат во училиштата, во предпријатијата. Истовремено ние имаме и кабинети каде што исто така може да им понудиме практична настава во рамки на училиштето, така да сите компетенции и вештини ќе бидат целосно прилагодени на барањата на пазарот на трудот. Веќе го спомнавме новиот профил кој што го одобри Министерството за образование и наука, станува збор за струката ликовна уметност и дизајн, односно профилот графички дизајнер. Интересот за сега е добар, очекувате ли уште поголем број полуматуранти да се пријават за овој профил?
Со оглед на тоа што в дополнение на конкурсот од МОН за упис во 2019-2020 година пристигна неколку дена пред првото пријавување. Изненадени сме од интересот и пријавите на учениците. Се уште имаме ученици кои ще се заинтересирани и знаеме со сигурност дека документите ќе ги поднесат во следниот уписен рок. Така да, за сега, значи имаме 17 пријавени, со оглед на тоа дека имавме 2-3 дена да се испромовираме, но во најава имаме плюс ученици кои што се доста заинтересирани за овој уметнички профил, да кажеме, што е доста баран на пазарот. Дали за второто пријавување во првиот уписен рок, односно има само еден уписен рок, а 3 пријавувања, дали може да се намали минимумот поени во училиштето? Зависно, за кој профил станува збор и за колку поени најмногу може да се намали, бројката? Да, значи според конкурсот на МОН, значи во текстилно-кожарската струка, конкретно за нашето училиште, максимум до 10 поени може да ја спуштиме границата, додека за економско-правна и трговска струка мора да бараме одобрение од Министерството. И сакам да напоменам дека за економско-правна и трговска струка веќе веднаш по завршување на првото пријавување побаравме намалување. Чекаме одобрение од Министерство и затоа во второто пријавување поените остануваат за сега исти. Додека за текстилно-кожарската струка одделно по профили може да кажам дека интерно имаме право да намалиме. Наставничкиот совет на Перонаков одлучи дека за 5 поени ќе ги намали во графички дизајнер и профилотехничар за дизајн и моделирање на облека, додека во останатите профили од текстилно-кожарската струка се намалуваат до 10 поени. Кои се следните конкурсни рокови? Второто запишување, третото? Да, значи според конкурсот второто пријавување е 24 и 25 јуни, со тоа што 26 веќе ќе бидат објавени резултатите. И третото пријавување ќе биде на 1 јули, со тоа што веднаш следниот ден, на 2 јули, ќе бидат излезени резултатите. И исто така сакам да напоменам дека во август ќе има 26 август, ќе има значи можност за упис на ученици кои што беа упатени на поправни испити, испитна година или испит за побрзо напредување, со тоа што учениците ќе мора да си поднесат и доказна документација дека поради овие причини ги испуштиле претходните 3 пријавувања. Во пресред на второто пријавување да потсетиме само кои се условите за запишување и која е потребната документација која што полуматурантите треба да ја донесат на денот на запишувањето во вашето училиште. Полуматурантите во нашето училиште добиваат пријава која што е бесплатна, каде што потенцираат која струка и кој профил го избираат. Исто така со себе носат извод од матична книга без оглед на датумот на издавање, свидетелства од завршено 6, 7, 8 и 9 оделение, како и дипломи од меѓународни и државни надпревари за прво, второ и трето место доколку имаат. И за спортска академија сакам да потенцирам она што претходно го кажав, мора да понесат со себе и потврда за поминат селективен тренинг, дека покажале дека поседуваат спортски вештини за спортот за кој што е извршена самата селекција. Како директор на средното општинско училиште Перонаков, дали сте задоволни од севкупните резултати постигнати на ниво на училиштето од страна на учениците, од бројот на освоените награди, учество во разни проекти и слично? Секако дека сум задоволна, напорно работевме изминатава година, како и претходната година кога бев именувана како директор. Имаме освоени доста награди на општински, регионални и државни надпревари, дури и меѓународни надпревари. Имаме реализирани доста проекти, добивме инфраструктурен проект, така да се работеше, како што реков, напорно и сепак, значи, целите не се задоволени, секоја година си поставуваме дополнителни се повисоки, но реални цели кои што се стремиме да ги достигнеме. Наставници, односно професори и ученици од Перонаков се вклучени во проекти од програмата Еразмус Плюс, како и повеќето училишта во градот. На какви проекти вие работите? Еразмус Плюс оваа година беше реализиран преку 2 проекта. Едниот проект се однесуваше за спречување на стрес на работно место, кој го реализиравме со партнер училиште од Турција. А другиот проект се однесуваше на техники и методи за работа на ученици со посебни потреби. Се реализираше во училишта во Италија, каде што нашите наставници, значи, беа на мобилност
вршеа посети по училиштата, се стекнаа со компетенции и вештини за работа со ваков тип на ученици и секако сега сме во очекување на дисеминација на стекнатите знаења од Италија. Освен проектите од Erasmus Plus програмата, Перо Наков заедно со училиштето Киро Бурнас го реализира проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, поддржан од општина Куманово. Кои се активности беа реализирани во рамките на овој проект и дали веќе заврши проектот? Така, значи учениците од нашето училиште од Киро Бурнас заедно се пријавивме на работилница која што беше во организација на МОВ, МЦГ, УСАИД и подоцна општина Куманово, со тоа што значи учениците можеа да бираат кој дел од градот ќе го разобавуваат и така да се договорија за паркот кој е во близина на нашето училиште. Се раззеленуваше паркот, се боја површините, се поставува лулашки за деца, се чистеше дворот, исто така голем допринос даде општина Куманово, заедно со чистота и зеленило, паркинг. И значи проектот сега успешно заврши, може да се види колку интерес од страна на малите дечења кои што нели го користат оваа површина и се надевам дека од самите станари околу паркот ќе биде одржуван самиот парк. Освен веќе споменатите проекти, какви други активности и проекти се реализираат во училиштето? Би сакала да почнем од она активност последна што беше за одбележување на крајот на учебната година. Нашите ученици на 8 јуни во Занаетчиски дом организираа хуманитарна изложба, која што исто така имаше и продажен карактер на сите слики кои што учениците ги изработија во текот на учебната година. Организацијата беше во вид на аукција, значи имаше надавање и кој понуди највисока цена, значи се купи слика, а тие парични средства беа упатени за хуманитарната организација Порака наша. Значи доста успешно и посетена беше изложбата, како нели одбележување на крајот на она што го сработевме во текот на целата година. Исто така би сакала да споменам еден многу битен момент што е значаен за од следната учебна година кај нас. Нашето училиште потпиша меморандум за соработка со Комисија за хартија од вредност. Овој меморандум ќе овозможи на нашите ученици од економско-правна и трговска струка да следат во наставни активности од страна на експертите од Комисија за хартија од вредност, да се организираат различни посети на брокерски куќи, на берзата, на Комисијата за хартија од вредност, како и да вметнеме програма за слободни часови на училиштето, која што ќе се реализира во нашето училиште од страна на тимот на Комисија за хартија од вредност од следната учебна година. Исто така би сакала да кажам дека веќе имаме поднесено 3 апликации до Министерство за образование. Едната се однесува за отварање на реална компанија во училиштето со една битолска компанија. Значи компанијата е за текстилно-кожарската струка, односно изработка на текстилни и кожарски производи од страна на нашите ученици и продажба на веб страна. Резултати се уште нема и да не добиеме, ќе бидеме упорни. Ова е една од целта за некои од следните учебни години, како и 2 апликации за реализирање на обука за меки вештини на ученици и наставници, заедно со 2 факултети во нашата земја. Сакам да потенцирам исто така дека пред некое време добивме и една донација од страна на Прокредит банка во однос на инвентарот, кој што ни го донира и истиот ќе биде искористен за реновирање на кабинетите во нашето училиште, како и училишните канцеларии. Во текот на учебната година се работеше и на низа други проекти и работилници, како например работевме заедно со Фондација за образовна и културна иницијатива Чекор по Чекор, како дел од инклузивни партнерства во заедницата, односно се пружа едукативни активности на ученици со посебни потреби. Една од активностите беше разубавување на нашиот училишен двор. Исто така имавме проект Едуцирај да превенираш, каде што имавме менторски активности кои беа насочени кон превенција од радикализација, која може нели да води до насилен екстремизам. Во училиштето го одбележавме Меѓународниот ден на книгата и авторските права, каде што клубот на Друштвото на писатели на Куманово зеде свое учество. Сакам да потенцирам дека бевме домаќини на 2 државни надпревари, како што е лидер на струката,
кој што сите стручни училишта, нели, од економско-правна и трговска струка дода кај нас. Тука имавме забележителни награди во поглед на профилот банкарски техничар, освоивме прва и втора награда, како и бевме подобри во профилот деловен секретар и освоивме втора награда. Исто така бевме домаќини на 55-тиот државен надпревар на млади истражувачи, наука за младите, каде што учество зема 156 ученици од сите средни училишта, стручни училишта во Македонија, а исто така се надпреварува во 23 области. Сакам да потенцирам дека наша ученичка во област екологија на овој државен надпревар зеде трето место. Исто така веќе традиционално неколку години поред, нашето училиште, односно драмската секција на нашето училиште, организира театарски представи. Оваа година се представивме со представата Женитба на Гоголј. Сакам вака да напоменам дека претходеа италијански Сламен Шешир, доктор, господја министерка и слично. Многу интересна активност беше едукативната активност Имам став на нашите ученици, која што се реализираше во Собрание на Република Северна Македонија, каде што нашите ученици гласа предлог закон на закони, односно теми од нивен интерес, го посетија собранието, се соживеа со атмосферата која што таму се создава, да кажеме. Посетивме многу деловни банки, ја посетивме неколку пати Народна банка на Република Северна Македонија. Имавме посета од американскиот амбасадор Чес Бейли, некаде во ноември, каде што ни беше одобрена трет пат Access програмата, која што програма на USAID, каде што учениците, македонци и албанци, ја изучуваат американската култура и американскиот јазик. Исто така сакам да напоменам дека имавме посета од британската амбасадорка и градоначалникот на општина Куманово на часот по англиски јазик, каде што се говореше на темата колку добро го познаваме светот. Имавме исто така и голем број на награди на различни надпревари на кои што учествувавме. Би сакала само неколку од нив. Еве дел од позначајните кои што се позначени за училиштето. По македонски јазик и литература зедовме прво место на Рацинови средби во Велес, второ место на Друштво на писатели на Куманово, исто така и трето место на Друштво на писатели на Куманово, како и трето место на темата Мирисот на спомените. На Масум, што исто така средношколски државен надпревар, зедовме прво место јавно говорење. Второ место зедовме по повод месецот на книгата, организиран од градската библиотека Тане Георгиев. Исто така го зедовме и второто и третото место. Учествувавме на државен рецитаторски надпревар. Имаме пофалница за ораторски говор, организиран од Трајко Прокопиев кај нас, како и пофалница за државен надпревар за најдобар средношколски есеј, организиран од Славијанскиот универзитет. Во поглед на рускиот јазик, имаме освоено прво место на 16-тиот меѓународен пушкински надпревар во Русија, како и прво место на 12-тиот меѓународен фестивал за детско литературно творештво исто така во Русија, и да не ги наведувам оние учества кои што ги оствареа нашите ученици во Русија. Во поглед на математика, сакам да кажам дека имаме трета награда, трето место на општинско ниво, исто така на регионално ниво имаме трето место со кое што отидовме на републички надпревар. Потоа заминавме и на Олимпијада. Се уште чекаме резултати. Во поглед на уметноста имаме второ и трето место на ликовен конкурс по повод месецот на книгата, организиран од нашата библиотека. Потоа имаме и награда Цивил за тема меѓучовечки односи. Имаме прво место за најдобар цртеж на тема јазикот и неговата комуникацијска моќ, што се организираше на Филолошкиот факултет во Штип. Како најуспешна активност што ја реализиравме оваа година на МЦГО разубави го градот, она што го кажа во Занечискиот дом, што беше склопна изложба и ревија на нашите ученици, како имаме второ и трето место на ликовен конкурс организиран во ЦИТ или Мултикулти. Масум, што реков државниот надпревар на средните училишта, освен прво место јавно говорење, зедовме трето место најдобра фотографија и најдобар штанд. Лидерот веќе го спомнавме со прво и второ место банкарски техничар и деловен секретар. Имавме интересна соработка со Висока школа за новинарство и односи со јавноста. Учество во проектот Изрази се преку медиумите.
Интересно е што зедовме бронзано знаме на интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем или попознато како екомрежа. Организиравме надпревар за добивање на сертификат за предприемачки вештини на нашите економисти. Се пријавија 30 ученици, од кои што 24 го положија. Овој се стекна со сертификатот, кој што представува потврда за поседување на предприемачки вештини. Полагањето на сертификатот беше поддржано од Junior Achievement Македонија, која преку организација на семинари и работилници на наставници ги упати истите за важноста од овој сертификат кој секако е на меѓународно ниво. Исто така, преку Junior Achievement Македонија, нашите ученици учествуваа во надпрва за најновативна идеја и беа поделени во различни тимови. Еден од тимовите во која што учествуваше и наша ученичка зеде прво место во групата најновативна идеја на иновативниот камп во Македонија. Организиравме квиз на пари, исто така се представивме на надпреварот кој се организираше од Народна банка на Република Северна Македонија. Така да, оваа се само дел од наградите кои што нашето училиште ги освои во ова учебна година. Се надевам дека ќе бидеме уште поуспешни и следната. Кога станува збор за инфраструктурни проекти, што е она што беше изминатиот период сработено во училиштето и какви се плановите за летниот период во пресред на новата учебна година? Во поглед на апликацијата што беше од страна на МЦГО и УСАИД, нашето училиште аплицираше и за мал и за голем грант. Условот беше да се добие малиот грант за да може да аплицираме за големиот грант. Големиот грант опфаќаше апликација за некоја инфраструктурна реновација на училиштето. Ние баравме како приоритет замена за прозорци. Беа вклучени, како услов беше да се реализираат 6 активности меѓуетнички заедно со нашите ученици од македонски албански паралелки. Одржувавме различни дебати, имавме изложба во занаетчиски дом кој заедно со патрониот празник на училиштето го поврзавме и други работилници активности кои што претходеа ревија од изработени модели од страна на нашите ученици. И потоа, откако сите тие активности ги изреализиравме, од МЦГО дојдоа, направија увид на самото место во училиштето и секако согласно самата документација го добивме проектот. Во јануари месецот се изврши реновирање на 14 училници. Мора да потенцирам, освен финансиска поддршка од УСАИД, добивме поддршка од општина Куманово, како и мал дел од самото училиште. Во планот за наставна програма на училиштето предвидени се и екскурзии. Кажете ни во која година се реализираат овие екскурзии и дали учениците со нетрпение ги очекуваат? Согласно годишната програма на училиштето, ние имаме планирано и секоја година реализирано во трета година повеќедневна екскурзија низ Европа, така да тоа традиција, учениците со нетрпение очекуваат и секогаш со позитивни искуства и впечатоци доаѓаат, се враќаат во училиштето. Освен ваков тип на екскурзија, реализираме и екскурзии за саем на книга во Белград, како и саем на книга во Скопје. Со тоа што има доста голем интерес, правиме потоа селекција на учениците кои што би можеле да ги посетат овие саеми. Пред самиот крај на емисијата, која би била вашата порака до идните средношколци, по што се разликува средното општинско училиште Перо Наков од останатите? Зошто идните средношколци да го продолжат своето образование токму во училиштето Перо Наков? Првин, поатрактивните струки кои што ги нудиме, кои што се доста барани на пазарот на трудот. Ние знаеме колку економисти се бараат на пазарот на трудот, колку голем интерес има за банкари, сметководители, маркетинг агенти, финансиски консултанти и слично. Тука кај нас ќе стекнат знаење, вештини и компетенции за да можат и да студираат на економскиот факултет, на било кој друг факултет или веднаш да се вклопат на пазарот на трудот. Од друга страна, текстилно-козарската струка, знаеме дека сме чевларски град, па и текстилен да кажеме, има доста интерес за работна сила од ваков тип. Имаме опремени кабинети, работилници, имаме спортска сала, теретана, пинг-понг сала, така да нудиме
доста добри услови за учење и работа, локацијата на училиштето близу градската спортска сала, близу базенот, значи се тоа услови кои што нашето училиште ги нуди и секако може учениците да ги искористат во своја полза за да напредуваат понатаму во животот. Господја Димковска, ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви посакувам успех на вас и на вашите идни ученици, односно средношколци во Перонаков. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.